Па видете, јас ова е први импресии, задоволен сум. Овие се дечки, млади дечки кои што допрва треба да ја презентираат нашата држава. Влегува импресионирано. Има многу играчи кои што не играат во нашите клубови. И ова репрезентација на Србија е репрезентација составена од интернационалци, од носители играчи кои што носат во големи клубови во Европа. И затоа ми прави задоволство. Ние сме на почеток на една нова авантура. Имавме пенали за 2 разлика. Мене лично не ми е сеедно дали е 2 или 3. Направивме шанса во последниот напад. Почнавме многу слабо, 4-0, 5 разлика губевме на почеток, тоа е од импресија. Имаше играчи кои што беа импресирани. Србија има многу екстра квалитетен тренер кој што тренира 5-6 дена заедно и добро има спремено екипат. У кратки црти задоволен сум. Ќе бидеме све подобри и подобри. Задоволен сум како се одвиваа ротациите, како ги решававме неочекуваните работи во текот на надпреварот. Мислам дека и репрезентацијата на Србија сега ќе не почитува утре уште повеќе затоа што не очекува вратотпор од нас. Првото полувреме, тоа им кажав на нашите голмани играчи, дека имавме само една одбрана, а губевме 2 разлика. Меѓутоа, во второто полувреме Марко Кидич беше коректен, многу добар, не и одличен. И се надевам дека ништо, сега е најдобро да се одморат, работевме квалитетно, многу добре дојдени за нас 2 надпревари со една екстра квалитетна репрезентација, која има екстра квалитетен тренер, увидува на она што ги опоменува во овие 3-4 дена и да се одмориме, па се надевам дека ќе можеме, дека ќе имаме сили да пружиме квалитетен надпревар и утре. Имаат квалитетен ростер Србите и ништо. Одиме напред, треба да назначиме дека нас ни фалат, да од прилика 12 до 14 правотинци од нашата најдобра селекција. Од некои играчи сум задоволен, од некои играчи не сум толку задоволен, меѓутоа ги разбирам, затоа што ова е школа за нив. Сега увидува со што ќе се среќаваат на големите надпреварувања и на одлучувачки надпревара, од типот на бараж, на квалификацијска, каде што едноставно притисокот е голем. Треба и во нив да играме вакви надпревари и ќе одиме да бараме и само со квалитетни надпревари можеме да напредуваме, иако бевме поразени вечер. Играме пред квалификации за светско, периодот е празен до европското, што е планот? Па видете сега да помине ова, имаме да помине надпреварот утре, ќе седнеме пополека, имаме цело лето, треба да го одбереме најдобрата работа за нас, да размислуваме со ладни глави, сите завршуваме сезона. Имаме 2-3 опции во ЕФФ неделата од 1 до 7 ноември, сигурно ќе го одбереме најдоброто за нас за да можеме што подобро да ја спремиме нашата репрезентација за европското првенство во Мачарска и Креш Малбек беше најефикасен во српската селекција, ваш соиграч во Нант. Ќе спремите ли специјално утре нешто за него? Јас им кажав, тоа е вистински играч, тоа е играч кој што го бара цела Европа. Во овој момент имаше страшна сезона, тој е екстра квалитетен, тој ги во секунда ги чувствува работите, знае се постави во одбрана во напад. Јас им го кажав тоа на моите соиграчи и они налетаа на зид на беден. Меѓутоа, така треба да се калат нашите млади играчи. Мислам дека овие 2 надпревари ќе значат многу и во иднина се уште многу поголема самоделба ќе настапуваат во националниот ред нашите млади играчи.